Продолжуваат најубавите приказни. Охридски приказни и во октомври во единственото Форт Кафе. Полни 10 години Цветлана Винчензи Маркулевска е лиценциран актуар, една од најретките професии. Дипломиран менаџер по осигурување, а во моментов работи како овластен актуар во Скопје и е председател на Македонското актуарско здружение. Повеќе од 100 години актуарите во светот ја даваат својата експертиза во управувањето со ризик во осигурувањето на живот, неживотното осигурување, пензиското и здравственото осигурување. Незината цел и пасија е да придонесе за промовирање и признавање на актуарството како една сеопфатна, интересна и значајна професија. Охрид е незиниот град, град на незината младост, град во кој живее и град каде растат незините деца. Затоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Октомври во Форт Кафе. Повелете во четврток на 27 октомври 2022 година од 19 часот на најубавите охридски приказни со Цветлана Винчензи Маркулевска. Зашо Охрид е градска приказна. Актуарите се всушност стручни лица кои со помош на своите знаења од областа на математиката, статистиката и финансиите ги моделираат и квантифицираат неизвестноста и ризиците, односно трошоците од потенцијалните настани. При тоа им даваат совети на корисниците на нивните услуги и со тоа им помагаат при донесувањето на нивните одлуки да можат да го менаџираат ризикот, односно истиот да можат да го минимализираат, редуцираат или трансферираат. Актуарството, односно актуарите, се есенцијална професија во осигурителниот свет. Таму се високо ценети и признати. А во развиениот свет се повеќе се ангажираат и во банкарството, инвестициите, регулативата, како и образованието. Актуарското здружение брои 29 редовни членови, овластени актуари, 3 придружни членови, 3 почесни членови, како и 2 членови заинтересирани лица кои моментално ја следат обуката за актуари. Мисијата и целите на актуарското здружение подразбираат промоција на актуарската професија во нашата република, како и пратење на актуелните научни актуарски дисциплини, нивна практична примена и постојано, односно континуирано усовршување на неговите членови. Доколку ги анализираме факторите на побарувачка на оваа професија, приходите од оваа професија и работното обкружување во кое што се извршува, можеме да заклучиме дека ова е високо атрактивна професија и очекуваме висока заинтересираност за истата. Меѓутоа, состојбата не е таква, мал број луѓе ја работат оваа професија од причина што истата бара голем влог, бара одредени предиспозиции пред да започнеме да го работиме тоа. Од една страна, друга страна е недоволно можеби испромовирана кон потенцијалните целни групи кои би можеле да се занимаваат со истата. Балансот помеѓу професијата и приватниот живот во оваа професија е голем предизвик. Во мојот случај, дотолку повеќе што моето работно место е во Скопје, а семејството и моите пријатели се во Охрид. Се трудам времето кое што го имам да го поминам на квалитетен начин и секако сум благодарна за нивното разбирање и поддршката. Местото од кое потекнуваме, градот на нашето детство и на нашата младост, е всушност градот со кој што се идентификуваме. Охрид го паметам по езерото, го паметам по Водици, по Охридско лето, Самуилова тврдина, Света Софија. Исто таков го знам и денес. Сакам да кажам дека вистинските вредности
се трајни и не се менуваат. Она што се инстант вредности во меѓувреме кои што се поминале, колку што вредат, толку и траат. За шохрите градска приказна.